Јас плјампам доста, така Ти што? плјампачам спорам многу. А ние Така. никогаш не сме разговарале. How Па exciting. да, така. Така да нема да биде испод сад сигурно уживај. Да. Се стемнува уште. Да. Ама знаеш, Лажите! Здраво нас, да, бил сум далеко некако, не? Можеш да го времеш? Здраво нас, сите! Здраво, јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс, феминистички разговори за преживувањето, живењето и процутувањето. Здраво нас сите и добро дојдовте на Медуза Токс. Денес со мене во студио е Бојан Станик, кој што би ми било тешко да го објаснам преку призмата на една професија, но истовремено верувам дека луѓето се повеќе од тоа што го работат, па Бојан јас лично го доживувам како човек што се грижи за заедницата и за алтернативната култура. Бојан, добре дојде на Медуза Токс. добро е најдов. Како се чувствуваш денес? Денес се чувствувам окей. Да. Се работи, се случуваат работи, се држиме. Се Не ми кажа така пред да се уклучи камерата, али окей. И двајцата ужас е ужас. Не, добро сега, да ме се така, да си го изваиме од системот, па после да се речеме не, ќе биде подобро. На периодот кога ќе да ме прашаат ликој како си, пошто се осеќам како веќе да е досадно да кажуваш дека се осеќаш како нека се да е ужас, кога викам дека ептен е лошо, а истовремено паралелно некако магично се осеќам окей, пошто као се гледуваш дека можеш да бидеш и окей кога ништо не е окей, затоа што немаш избор, веројатно. Да, па мора да си наоѓаме такви некои простори кај што можеме да се колку толку функционалност да одржуваме. Како беше, јас викам трита има се трпи, се тера, се турка. Така да тоа е најчесто. Треба да се истрпи, да се истере, да се истурка некако тоа што може, тоа што не може. Здравје. Има и такви периоди. Во секој случај мислам дека веројатно нешто што нас не спојува, што бараме начини за како здружено да одговориме на нештата кои што ни делуваат дека се незамисливо ужасни. И на некој начин и за тоа те поканив овде. Твојата работа во голема мера, тоест не е ни работа, твоите активности, делување, твојот живот, во голема мера се базира на делување во колективи и со огромен фокус на заедницата. Нешто со што како заедница, како општество, да речеме, се занимававме меѓу другото изминатиот период. Е и последниот случај на фемицид, кој што, како што веќе сите знаеме заради огромниот проток на вести по темата, се случил по континуирани пријави против убиецот и не само од жртвата Дроцица која што беше убиена, туку континуирано низ годините и од други негови жртви, сите кои што му биле партнерки девојки како и Росица која што за жал повеќе не е меѓу нас. Тоа што се случи во тие денови е од една страна како девојки и жени се организиравме за да излеземе на еден протест за некако заеднички да го канализираме гневот, ги обжалиме жените кои што се жртви на фемициди. Од друга страна имаше наплив на медиумски објави, на лични, не знам, статуци, извици на на гнев и слично. Би рекла многу повеќе од обично што се случува. А тука се во таа би рекла галама се појави твојот текст кој што резонираше според мене со многу луѓе и резонираше и со мене. Затоа што беше ретко информиран и феминистички текст пишуван од позиција на маж. И ова беше едно огромно интро за зашто си дел од Медуза Токс оваа сезона. Твојот текст го носеше на насловот "Пред да потврли системот, потврла заедницата", и би рекла најгенерално дека се занимаваше со начините на кои што сите ние секојдневно дозволуваме или охрабруваме насилство, особено родово базирано, да се случува. Дали може да ми кажеш малку повеќе за твојот, како да кажам, твојата мотивација да напишеш текст тој ден на
оваа тема и како ти гледаш во најширока смисла на ова нешто? Да, па генерално, мислам, многу често овие случаи на фемицид или било какво родово базирано или сексуално насилство некако се нешто понастрано од нашите кругови и иако дечкото јас не го познавав лично, некако преку два тројца тој пак се движеше во некои урбани, што би рекле, кругови скопски и се не само што силно непречено се движеше, туку важеше за некаква cool, whatever, што и да значи то особа и тоа ми беше малце тригер, пошто многу често така со некако го абстрахираме од нас тоа. Тоа е негде таму далеко, значи се дешава во некои други средини и нешто го малце и елитистички го накваме тоа, некои по-неписмени луѓе го прават. Ама то не е така, то може многу лесно и да се случува во наши средини, особено со то колку не се пријавува, мислам, сигурно далеко повеќе од овој еден случај има во кругови кои се наши образовани или кул и модерни. Така да беше малце шокантно, пак јас не го познавав, ама ми имал излезено некои негови таму проекти, да не ги спомнувам. Да му дам гледливост, значи ми знаев за некои од работите кои ги правеше, и то малце беше као чек. И исто после се сетив на еден статус некој пред 4-5 години што го имаш објавено и ми се поврзаа точките дека уствари за истиот тој дечко имало континуирана, како што видовме после, како што викаш, медиумите доста ја ископаа темата и ја за да дознаеме доста работи. Се сетив на тој статус дека го гледав, дека мои пријатели нешто коментираат таму и ги видов сите коментари кои го бранеа дечкото како не, ти не го познаваш него. Ние сега ќе те кажеме секако, тука имаше и коментари од жени и од мажи. Тука е таа неискреност што секако ова е многу екстремен случај. Се надевам никогаш пак нема да се повтори, ама истиот патерн на бранење, на она се и слично и абстрахирање од одговорност на луѓе кои прават некои така лајнарски работи во друштво, го има за многу посетни ствари. Мислам, као многу е исто во коментарите кога ќе се деси било што вакво, мажите изнекнуваат, одма излегват како печурки, онака треба да се убие, јас ќе го убијам, треба да му се пресечи половиот орган, кај е тој, хемиско кастрирање, тој не е маж, и така дај, и тоа е мислам еден феномен што секогаш го одделуваме, значи лошиот настан од нас, значи ние не сме способни за такво нешто, а истовремено тие микроагресии како глупи мајтапи за жени или прекјутвање за кога некој малце гомнарски настроен кон девојка си, пошто така ова се беше партнерско насилство, значи не беше човек во жбун нападна девојка, како што многу често се замислува силувањето. И мислам дека тоа беше примарниот порив, пошто имам доволно видено луѓе кои се таа факбојче, вака така, што во социјални средини ќе се курчи и многу ретко тие се called out од нивните другарчиња. Не знам кој е македонски збор за called out, ама да, као многу ретко се посочува, брат, глуп ти е мајта, онака како. И то многу ретко мажи го прават, што за жал мажите се единствени во позиција да го посочат тоа и да има некаков ефект, пошто ако го прави жена, ти феминистка, ти напната си, замараш и да. И мислам дека многу е битно да се свати тој патерн дека од дозволување такви микроагресии нештото експлодира во вакви екстремни случаи. Значи не е ова само некој изолиран случај, а тој шлакнат бил, све остана тоа е окей. Као не знам, мислам дека треба мажи поќе да зборат со другарките и да
дознат малце поке за шо осеќаат кога се путат глупи мајтапчиња и кога така се дешаваат некои негови работи, тори во врска. Да, искрено мислам дека ова е клучно и многу одавно го имам сватено овој момент дека генерално ние како девојки и жени сме оставени сами не само да го трпиме насилството, туку да се занимаваме со ефектите на самото насилство, затоа што е многу очигледно и добро познато дека во оваа борба се речиси невидливи мажите, затоа што не постојат. Од друга страна, гледам дури и во овој случај огромна задршка од мажите и околу мене и во пошироката јавност, некако на, како да кажам, на искрен начин да застанат, да се погледнат во огледало и да почнат да се занимаваат со ова прашање, затоа што мислам дека од една страна го има тој елемент што веќе го начнавме, дека секогаш се чувствуваме дека насилството се случува некаде далеку, никогаш одамна, дека не е поврзан со нашето школо, нашето мало, со нашето диско, со нашето работно место, а као статистички во сите тие простори тоа се случува и дека нели не е тоа чудниот чичко што искача од грмушка, зашто статистички жените се најнебезбедни во сопствениот дом. И сам иако и тоа го имало во растењето, ама интересно е дека од една страна си тинејџерка и растеш со една ситуација кај што стварно кога се шеташ во парк или во јавен превоз може да ти се случи да бидеш сексуално вознемирувана на мал милион начини од возрастни и непознати мажи. Меѓутоа тоа го обзнануваме затоа што е нели страно и далечно и лесно е да се збори за тоа од сите вклучени. И тоа се нели луѓето што ќе ги решиме по агресивен пат, а од друга страна паралелно истиот третман го добиваш од твоите врсници и другари во школа. Мислам апсолутно истиот третман на ниво на тоа како те гледаат и третираат како не човек. Да, машки бркале чупиња да ги манат погаз во основно оделение. Како е тоа окей, како е тоа. Да, и ама многу ми интересно дека многу малку као луѓето се спремни да го обзнанат ова како еден од почетоците на кои што потоа се гради културата на омаловажување на женското тело до тој степен некој да си дозволи да го одземе нејзиниот живот. Така што од една страна го имаме овој елемент, а од друга страна, затоа што очигледно не сме спремни да се соочиме со ова, го имаш другиот момент кај што дури после ваков екстремен случај насилство и фемицид, повеќето мажи, барем од тоа што јас можам да го забележам, а мислам дека ова е фактичката ситуација, имаат проблем со тоа ова да го видат во релација на тоа како сме ние третирани како жени. Као сакаат да стават фокус на тоа дека најверојатно се работи за насилен човек кој што исто така бил и маж, па сакаат за тоа да спориме. Или сака ментално болен. Да, ментално болен, не токму нешто му се споело во моментот, или стварно сакаат да се фокусираат на тоа дека тоа што таа била жртва не е поврзано со тоа што е жена. Да. Добро, не секогаш така кога и да се случи тоа, зошто фемицид, зошто жена што има врска дека жена, сега во случајов беше ама и татко и немека не умре само жена и тоа се релативизирачки, мислам очигледно е побудата на човекот кој го изврши убиството, значи тоа не е. Ама Бојан, зашто не е очигледно? Овој дел ама многу лесно, тоа е boys will be, мислам од мали се учи, boys will be boys, нема ајде дете. Така, од мали таа е фактичката ситуација, а исто така баш ова го размислав пред да дојдам зошто се колку е тоа соодветно, сега јас ќе одам, ќе убивам, ќе му пресечам вакво половиот орган. Па ние уствари кога ќе размислиш сите приказни што ги слушаме како деца, принцот оди со мачот да го тепа змејот за да спаси принцезата. Не принцот има незгоден муавет со другарчињата и после да му се после ќе му вртат глава или нема да го викат на да пијат пиво. Тоа е едноставно, мислам, ова е така долгогодишно, не е од вчера нешто што треба да го решиме утре, ама не од вчера, значи
патриархатот владее многу години. Мене поќе ми е проблемот што во последно не го гледаме ние како нешто што треба да се реши, иначе секако то нема преку ноќ да се реши. Ама мора ние да излеземе од тие архетипи на мажи, бранители, жени, и мислам ова е интересно. Мислам дека моментално, особено со таа нека популарност на америчката конзервативна мисла инфлуенсери, е многу интересно ситуацијата со Чарли Кърк. Откако се деси, јас не бев многу запознат со ликот и делото, ама откако се деси, откако се крена фама, слушав, малце што има да каже. Пример, муабетите кои тој и таквите како него изборат, како жените се фундаментално различни од мажите, демек не се полоши, се едноставно фундаментално различни. Значи ние не дека мислиме дека вие не можете да работите, не треба вие да работите. Вие од човек сакаме, толку треба дома да седите и да готвите. Вие како беше биолошки сте подобри во улогата на caregiver. Знаеш кој исто така истите муабети во 1930 некоја ги кажуваше Гебелс. Значи, точка по точка имам буквално цитати, истето муабети. Значи, вие жените сте столбот на општеството. Не дека ние не ќе вие да работите, ама вие сте премногу добри за да работите. Вие треба да ја кревате германската нација, да ги растите децата. И тие работи, во однос особено на фашизмот, ние некако ни е вградено во глата, окей, фашизам, Хитлер, whatever, тоа е концентрационите логори, ама тие не падне од нигде. Значи ние збораме за нишка за добар дел од време на дехуманизирање, на жени, окей, на сите останати малцинства, и после тоа стигат концентрациони. Тие се последниот стадиуми. Ние наместо да реагираме во моментот кога треба, ние ги подгреваме сите овие работи, и сега во моментот во многу лоша ситуација, затоа пред вакво зборавме, ние сме во момент кај што влегваме во се подлабока и подлабока дупка, кај што нема да можеме да излеземе кога ќе дојдат. Лупам, нема да дојдат никогаш, ама фашизмот да ни тропне на наша врата. Така да е многу мене ми е многу језиво, мислам ми е многу ужасно како младите се поќе се кондиционираат во овие рамки, и не можам да речем дека знам некакво чаре, ама знам дека мора да почнеме да работиме денес или вчера да излеземе од таа матрица. Да, мислам дека нешто што исто така ми беше важно, би рекла, интересно во твојот текст што го спомнав, е дека на почетокот првен ги би рекла излистуваш сите природни и неприродни политички, социјални непогодби кои што не уништуваат како луѓе конкретно во Македонија. И со тоа мислам дека се прави едно важно уважување на тоа со колку ствари дневно мора да се занимаваме како граѓани овде за да преживееме, почнувајќи од воздухот до милиарда други чинови на политичко населство. И потоа од таму правиш еден пресек као дека ова е генералната состојба во која што се наоѓаме, и после тоа на тоа се додава еден екстра леер ако си жена, дека има еден, како да кажем, плюс степен на загрозеност на безбедноста како bare minimum. Сега не ни збориме за тоа дали се чувствуваме дека можеме да просперираме на било каков начин или да се еманципираме и да бидеме слободни. Али мислам дека заради тоа, ова е интересен аспект за како ова е едно прашање што секогаш е сайдлайн во споредба со други борби, и мислам дека многу често тоа се случува дури и во така наречени по-прогресивни кругови или историски политички моментуми кои што се организираме колективно против, не знам, одредени случувања кои што мислиме дека него се неправедни и погубни за нас како групен колектив. И некако мислам дека секогаш се пропушта шанса и женското прашање да се интегрира во овој момент, затоа што се гледа како нешто што не е доволно итно и не е доволно битно, и нешто за што ќе се занимаваме кога условите ќе бидат погодни.
Да, многу често се ми е смешно и да и сум влегвал во вакви кавги, мислам со така пријатели дека после револуцијата се ќе биде окей. Онака како ние треба само на револуцијата да работиме, откога ќе се среди све автоматски ќе биде, ама не е така, мислам тоа мора борбата да биде интерсекционална, мора да ги фаќа сите, како и не знам прашањето за Палестина, така и жените, така сексуалните и родови малцинства и роми, и мислам дека мора да се збора за се. Не може ние да чекаме на некој магичен евент кој ќе реши. Нема второ доаѓање на некаков месија. Значи ние имаме ситуации сега и овде, имаме насилство сега и овде, и да, може да треба ние да размислуваме на некој big picture за какво општество сакаме да создаваме, ама мојот пристап од некој искуство што го имам во животот со тоа што се нареква активизам, иако не сум фан на тој збор, е дека пред се, ако ние не можеме на наша мала заедница 20, 50, 100, 150 луѓе да ја организираме, кај што сме сите со 80-90% слично мислење, не можеме да организираме на начин на кој имаме визија дека цело општество треба да биде организирано, ако не можеме да го решиме насилството интерперсонално во нашите кругови, како ние ќе претендираме кон организирање на цело општество со луѓе со кои немаме допирна точка, мислам. И затоа секогаш да, значи виновници има многу и секогаш ќе биде така, мислам капитализмот има огромна вина во цело ова, империализмот има огромна вина во цело ова, ама има и антикапиталистички, антиимпериалистички настроени насилници кон XY или Z. Ние мора да знаеме како заедница да се справиме со тоа. Значи ако сакаме некаков, ако размислуваме за некаков подобар свет, а се тоа да го ставаме за ќе биде после револуцијата, мене ми е нонсенс, пошто ова се луѓе кои мене ми се блиски, јас не ќе моите другарки да бидат жртви на насилство. Мислам, сулудо ми е да не работам, да не прам нешто ко некој мој близок другарка или геј другар или транс, значи ми е сулудо јас да не размислувам како да помогнам да не биде некој близок мој жртва на насилство. Мислам, не можам тоа да го оставам за понатаму. Тоа е, не ќе сега да го истепат. Не е за, мислам, нонсенс. Јас тргам од така, јас гледам мојата заедница, јас ќе направам се што треба, така, ако некој ве нападни и тепат само еден човек во на тебе те викат, ти окей си уживај, нема да направиш ништо, да, мислам, ми е нереално и мислам дека малце треба да допреме треба и да размислуваме на работи што не тангират секојдневно, пошто не се ова некои абстрактни ствари. Дали мислам дека баш на овој начин ако што збориме се случува таа екстернализација на насилството и мислам дека веројатно, не знам, јас периодот околу непосредно после фемицидот многу разговарав со мажи на темава, ама така со многу рандом мажи, као на шанки слично. И затоа што нешто што забележав тие денови е дека темава беше многу присутна во јавниот простор, вака ја слушав во кафичка, оде војчиња што си зборат, ова ми го направи, тоа ми се случи на 13, тоа ми се случи на 25. Као стварно беше се присутна темата, као барам или јас бев така некако не знам, као наштимана за да доаѓа до мене. И се сеќавам дека една таква размена ми, како да кажам, остана со мене, а тоа беше, ти викам, некој рандом тип и нешто зборевме за колку е тоа страшно што се случило, како тоа не му било него јасно како може дечко да си ја убие девојката, трала. И после долго траеше разговорот и беше баш онака пријателски, немаше некој отпор од таа страна. Ја бев као, окей, не знам дали видео имаше протест на темата, као цело време има луѓе групи што се занимаваат со ова прашање, као зашо и најчесто се жени. Викам као зашо мислиш дека топката остана на жените, као зашо во растењето и подоцна од која станувате зрели мажи, као зашо се понашате како ова да е нешто што не постои. Он онака многу се замисли
И на крај неговиот одговор беше па искрено, веројатно затоа што ние не сме загрозени. И ја бев онака као од една страна бев као вау, затоа што као не го очекував тој одговор, зашто е ретко такво нешто слушнеш од машко, едноставно да, не го чувствуваш дека е итно и затоа можеби чувствуваш дека воздухот е поитен или повисока цел во моментот, да речеме, ама на една жена што е на раб да биде убиена или што секој ден трпи насилство, не се двете борби еднакво итни. Од двете нешта може еднакво да или да биде, нели, или да умре или да и биде загорчен животот. Така што мислам дека да, таа суспендирана итност е едната страна, ама другата Поздрав до Ивана, да. Ама од друга страна си викам као ова не може да биде така. Мислам дека не е искрен одговор, затоа што мислам дека всушност постои некој чувство на загрозеност, ама што доаѓа од нека друга страна, затоа што мислам добро сега може има и тоа и тоа. Да. Али сакам да кажам дека забележувам од кој места доаѓа отпорот кај мажите да се занимаваат со ова прашање, затоа што мислам дека тоа што ја го прави специфично, оваа тематика и оваа борба е што е во суштина многу интимно прашање. Мислам дека не сите луѓе се баш во ти што го збореше, дека не сите луѓе се спремни во своите интимни кругови да го поканат ова како тема, затоа што е болно и затоа што треба да се соочиме со еден многу едноставен факт, а тоа е дека цивилизацијски нашите односи како мажи и жени се базирани на односи на насилство, присила, и насилството може тоа да биде и економско, и психичко, и што и да, и ние сме плод на тоа, мислам, тоа сме го гледале од кај нашите прадедовци и прабаби, дедовци и баби, татковци и мајки, со честни исклучоци нормално. Тоа сме го, нели, зимале како интейк од медиуми, образование и така натака. И сега ти треба, мислам дека како човек денес, од една страна се случува поширока, би рекла, женска емансипација, кој што бараш да бидеш третирана како човек. А од друга страна, мислам дека има задршка кај мнозинството мажи да се соочат со тоа дека најверојатно во младоста перпетуирале насилство у некаква форма, па било да е тоа само на ниво на јазик, или ако не тоа, дека потекнуваат од линија на мажи насилници. Мислам, ова е историски факт, кој што мислам дека не ни е многу пријатно да го ставиме на маса, особено во интимни релации, и тука би ги нарекла тие пријателски и љубовни. И мислам дека заради тоа малце ни е полесно као да не се занимаваме со тоа колку ни ова дома. Да, непријатно и има, мислам, и во пошто велиме, нели, само жените се занимаваат, да треба и мажите, пошто така не сите мажи, нели, ама муабетот е дека и во тие машки друштва има динамики на моќ кои многу ретко некој сака да си ја загрози позицијата. И мислам дека тоа е можда тоа што дечкото сакал да таа итност не е само итност, туку едноставно што ти вреди повеќе, некој дискомфорт, што перцепираме како некој дискомфорт кога да паднеш во хиерархијата на друштвото, да те заебават тебе наместо жените, така, пошто е тоа. И мислам дека тоа е некој таков преживувачки момент што дефинитивно го има во такви машки друштва. Иначе да, мислам, ова пак, кој што реков, ова не е од денес, не е од вчера, мислам, така патриархатот владе многу долго. Тука мислам дека еден момент кај што условно кажано може да се утна работата, пошто да речем имавме некој поместување во некоја емансипација можда во некој од претходните години, ама тука мислам дека капитализмот направи можда либералниот феминизам направи на кардинална грешка под некако подпирајќи се на капитализмот, гледајќи го како елај, кога капитализмот, мислам, и општо и големите медиуми, така, филмовите ќе ти речат, нешто Netflix феминизам, ова, уствари, со тој перформативен бран на феминизам, кој сега го нема, пошто не е поќе исплатлив, сега е конзервативниот, се кешира на конзервативизмот поќе од било кога, му даде еден многу добар арсенал на оружје,
на сегашните конзервативци, ова пошто тоа го слушам многу, пошто луѓето многу се, мажите особено, се многу конзервативни сега, мислам, тоа е последниве години од Ендрю Тейтовцијаве крг, го спомнавме, не ги знам тие други, Метју Уолш не пратам воопшто. Пате ми е многу смешно дека се збора дека левичарите, феминистите имат западно влијание, јас немам видено никоја фигура да е толку воспевана како што се сега тие Трамповци, Крковци. But I digress. Тоа му даде сега, значи, толку многу социјален капитал да кешират на нешто што беше искористено од капитализмот само да штанца пари, пошто не може, нема идеологија освен профит во капитализмот. И тој дел сега мислам дека многу го чувствуваме, пошто во моментот кога некако брановите беа во, да речеме, во нека попрогресивна насока, ние не ојдовме со нешто искрено да градиме заедница, значи да градиме оддолу нагоре, туку се фативме, условно кажам зборам, се фати тој перформативен бранд што го снема вака во моментот кога нешто друго беше финансиски поисплатливо. Малце избегав од темата, ама поентата ми е дека историски едноставно има многу багаж, некои работи се циклични и мене ми е многу тешко од оваа перспектива да зборам за помладите луѓе, пошто така збораме за деца, не знам, 15-16 години, ама тоа што знаме дека ние сега во овој момент мора да речеме и чекај, као ние зборам мажите што сме повозрасни, мора да градиме некој паралелен систем на моќ на актуелниот моќен патриархат, за да дека има алтернатива, пошто мислам дека децата не ни гледаат алтернатива, те гледат дека нешто не му штима, attention, вниманието е на минимум, скроламе TikTok, алгоритмот цело време шири во иста насока, ние мора да изградиме контрапункт, кај што ја стварно ова го мислам дека мажи треба да збора, треба да му речиш на глуп мајтап, колку ти е дека жени вкујна. Пошто е глуп мајтап? Мислам, никогаш не е смешно, не се смешни punching down мајтапи. И мислам дека мора ние едно нешто што можам да замислам дека го правиме, не знам колку е корисно или не, да градиме паралелна мој контрапункт на кај што било кое дете кој ќе види нешто да рече и да, ова е многу поокей од другово. Пошто сега е све укурец. Да, мислам дека баш заради ова се наоѓаме во многу лоша позиција, затоа што мислам дека многу логично момчињата би барале соодветни рол моделс, така што ги викаме, за кон што може да целат и кон што може да растат. Во моментов и од формалната политика рол моделите им се језиви, а и таму кај што одат за, нели, тоа што дури повеќе резонира со нив на алгоритмот, као тоа што го добиваат како инпут е онака отворена дехуманизација кон жени, било какви други небели мажи луѓе. Така што, мислам, јас се наоѓам во позиција кај што сакам да зборувам на оваа тема и као буквално на една рака ми се бројат луѓето со кои што можам да зборувам на оваа тема. Као стварно мислам дека многу сериозно недостасуваат мажи, и ќе нагласам повторно мажи, не луѓе, кои што би се, мислам, ова многу е смешно дека збориме кога е за кој знае што, едноставно е правење миниатурна жртва за малку да бидеш помалку кул. Да. Мислам, стварно, некако тие социјални касти се толку вградени во тие, и мислам дека хуморот тука има голем субверзивен потенцијал, пошто тие некако на тоа цело време се базира, така, на ха-ха-хи-хи, бе, оди, направи сендвичи, кој да е... Да, и мора тоа да биде предизвикано, и стварно мислам, ако си маж во друштво со малце поголем социјален капитал, ќе гледам во камерата, предизвикај ги другарчињата што се лајнари, не се добри луѓе, за тебе не е добро, мислам, не знам за што се фаќат, за што се држиме, за некој гомнар да биде близок, не е, као
то терај го курат, као градете по вистински врски, мислам, банално е. Многу е Банално е. кога ќе го поставиш, а истовремено е као буквално ни ги регулира животите и односите. А истовремено мислам дека исто така као паралелно, мислам дека и како крик на немок се појави интензивен хумор во интернет просторот, исмејавајќи се со концептите за фрагилно машко его и така натака. Ама мислам дека ова им е потребна катарза на жените, затоа што мислам дека не знаат што да прават со овие емоции слично, а од друга страна мислам дека допринесува кон поларизација, затоа што сега само што се потсетив, мислам дека Маргарет Атвуд, ако не се лажам, има еден гениален цитат дека најголемиот страф на мажите има дека ќе бидат исмевани од жените, а најголемиот страф на жените е дека ќе бидат убиени од маж. Да. И мислам дека баш тука некаде се утнуваме во комуникацијата, кај што они се као се чувствуваат нападнати кога ти ќе споделиш вести за нешто што направил некој маж, а од друга страна као не се спремни да се соочат со едноставниот факт дека се мажи, дека всушност имаат општествена моќ да направат нешто во врска со тоа, ако не се чувствуваат лично нападнати. Па да, тоа е, после жените биле нежни. Не брат, ако ти кажи некој 2 збора, паѓаш во депресија и почнеш да мафташ, да викаш. Мислам, стварно многу не е мајта фреджел меле како онака како постои, немам видено значи да прочитат вест, Не си да лажи. Да, не, онака. Мислам, јас не многу го сакам то и мажите се жртви на патриархатот, иако е точно, ама има тука нешто во пристапот, пошто се не секој е возрасен маж кој нанесува штета, мислам, нели адолесенс кој ја гледаше, има многу добар кейс стади на нешто што мислам дека не е воопшто нереално дека се случува, и мислам дека тука там, да кажем, тука е клучно, мислам, реално најпоќе треба да се работи со младите деца и имат и тие стварно проблеми, само што решенијата на тие проблеми се outright фашистички, мислам, како системот ги третира тие проблеми е многу лош, мислам, збораме за репродуцирање на се, збораме се пак за веронаука во училиштата, има и поголем наплев на, би рекол, такво туркање на религиозни во некоја мера некогаш неретко и екстремистички ставови, и мислам дека мора да најдеме начин, не знам како, не сум во позиција ниту некој авторитет како да се постапи, пошто тие деца имат, мислам, јас сум сигурен дека не е лесно да си денес машко дете, не знам, 14 години и не ќе мога да го пејнтиме за виктим, ама не, и тоа е проблем што треба некако да се адресира, за да то дете не порасне во фрустрирано суштество што ќе прави некому штета. И мора сите ние како општество да помагаме на сите страни. Значи, во некоја мера да не се гледа на тие деца како на непријатели, пошто не може дете на 14 години да биде непријател, ама туку како некој кој кај што нешто треба потенцијално да се спречи да стане. Пак, ниту сум психолог, физика имам завршено, не знам како треба да се прави тоа, ама дефинитивно мислам дека ние возрастните треба да работиме во тоа што можем да окажеме од моја позиција, да работиме во нашите кругови, за кој идиотот другарти има дете да не го учи дека окей да шлапа чупиња погаз во петто деление, пример. Така да и не сум сигурен тоа се идиот, значи мора да работиме во тоа што имаме моќ да го смениме нашата околина, пошто не на така некоја глобална системска кузна и дали кога ќе дојде промена. Така да јас сум секогаш поборник за сега и тука во нашите околини, во нашите заедници да направиме тоа што може да се направи, не е многу, значи као не е многу. Да, мислам дека е секогаш на крајот, како да кажам, финалниот заклучок од сите овие разговори, секогаш
дава онака огромно чувство на безнадежност, затоа што сме свесни дека начинот на кој што се градат деца, потоа млади, потоа возрастни, кои што би имале по-хуманистички ставови кон себе и кон другите и кон околината и seедно, е преку формален образовен систем. Значи нема друг начин за како масовно тоа да го направиш, затоа знаеме дека најголемата моќ е во образовните политики, па потоа во културни и во ред други. И од една страна тоа е безнадежно кога гледаш во каква насока оди твојата земја и кога гледаш во каква насока оди светот, и затоа го спомнав тоа за рол модел, затоа што апсолутно разбирам колку е искуството во вакуум да растеш како младо машко денес и колку као нема на кој начин да го изградиш здраво својот карактер надвор од концептите за токсична машкост. Искрено не го сакам тој термин, ама во остаток на друг е во ред. Кога тоа ти доаѓа и од entertainment, и од дома, и од политика, и од сите можни системи кои што те образуваат како човек. И заради тоа, нели, се поставува прашањето кои се тие луѓе кои што ќе истапат и ќе бидат нешто во животите на младите момчиња што не е ова и ќе едноставно со пример покажат дека релациите не се градат врз вистинските релации во животот, не се градат врз позиција на експлоатација на твојата позиција, туку баш напротив, на друг начин. А од друга страна не можеме да кренеме раци да кажеме као сами сме и малку сме и сега нема што да се прави. Така да мислам дека тука таа борба помеѓу социјални промени, мислам под социјални мислам на онака grassroot пријателски начини на промена на нештата наспроти институционалната која што делува кога да е многу out of reach во моментов е реална. Али и во нашите кругови се случуваат овие динамики, затоа мислам дека е многу важно да видиме ние што може да направиме во нашите мали животи, пошто нели тоа се многу концентрирани кругови и тие стигаат до децата и до младите и до новите генерации. И само сакам да кажам, мислам насилството е наградувано во системот во кој живееме, значи што ќе моќ акумулираш, што понасилен си, што поголем профит, имаш, ти си награден, значи децата, и мислам дека тој грайндсет, нели, пошто Ендрю Тейт не беше само окей, мрази жени, ама тој многу прави пари. Значи тој треба да грайндаш, треба да работиш, треба да си работи на себе и Да. И то насилство многу лесно се trickles down, се пренесува на секое ниво на општеството. Дека јас ќе казам се пред себе, само јас да направам пари, пример. Пошто тоа ќе ми даде моќ, значи ние не нашиот системот во кој екзистираме и економски и социјален наградува насилство, наградува ти издигнување, наградува моќ. Значи емпатијата, грижата за луѓето е гледана како слабост, а и тоа е многу, мислам, не сум бил богат во животот за да знам, ама реалноста е дека кога ќе си ти во заедница што се грижи за тебе, кога ти имаш 10, 15, 20 луѓе кои знаеш дека кога им крениш телефон, мислам ова така малце банално се мисли напава, ама кога знаеш дека можеш да крениш, нема поголемо богатство од тоа да имаш заедница на која можеш да се потприш кога ќе ти се деси било што. Значи многу е оттугено општеството, оттугени се младите деца и машки, па најверојатно и женски од цел тој концепт на грижа и на заедница. И мислам дека тоа е еден императив кој мора да се врати, што ви рекле вистинските вредности. Мислам дека тоа се вистинските вредности, а не сите тие кој е помоќен, кој може да наштети повеќе, пошто моќта на крајот е моќ да можеш ти да наштетиш некому, нема друга дефиниција. Значи државата има монопол на насилство, парите имат монопол на насилство. Значи ти со пари можеш да решиш се, ама многу поубаво да можеш да се ослониш на некој само пошто сака, значи на free associations, на слободно здружување. И мислам тоа е основата на мојата лична политика е слободно здружување и мислам дека грижата е многу битна тука и тоа значи грижа и за другарките, не само за јакиот во друштвото. Значи, за мене секогаш противник ќе биде акумулираната моќ
на некој, значи некој што може насилство да вреди. Мислам дека мора да градиме паралелна моќ на таа паралелна моќ на државата, паралелна моќ на капитализмот и дека само така можеме ние да имаме, глупо кажано, слобода во нашите односи. Не е глупо, баш така е. Мислам дека нешто на што можам да се надоврзам е дека веројатно тоа што прави јас да, условно кажано, верувам во моќта на овој вид на здружување е дека заради начинот на кој што се поставени нештата, девојките уште од многу мали се учат да се здружуваат врз база на многу солидарни и емпатични вредности со оглед на системите во кои што растеме. И барем во мојот живот, кој што свесно го имам изградено да биде, не знам, мојот свет е доста женски и као свесно го имам тоа направено. И знам дека таков вид на здружување може да генерира таква као светообразовна енергија и знам дека мажите доколку се спремни да се соочат со тоа нешто што мислам дека они го доживуваат како идентитетски пораз, а мислам дека не е, дека едноставно мислам дека као ќе бидат многу по-окей со самите себе. Да, апсолутно. Мислам, стварно поубаво. Мислам, не пак е као... Ова ме подсети зашто спомна и ти за тоа колку малку имаме као такви звезди у глобално било каква сфера, кои што се нели на по левата страна на спектрумот политички или што и да е. Баш пред некој ден ми излезе еден рил со Јанис Варуфакис, кој што, не знам, нешто на некој подкаст споделува како дека неговото вистинско ослободување и еманципација одело хенд и хенд со ослободување од мизогинијата, односно одучување на мизогинијата, и дека тоа се случува благодарение на жените околу него, што е малку тажно, али јеве дека мора да биде на тој начин, не важно ни ме тоа поентата. Поентата ми е дека типов водителот му вика као демек Јанис нема шанси, као јас те замислувам дека си роден enlightened. И он му објаснува дека нема опција за човек да биде роден enlightened, било у кој идентитет и да спаѓаш, затоа што твојот нашиот процес на растење е преку мизогинијата и не само мизогинијата, него исклучување на се што е нели што го гледаме општествено како послабо и слично. Така што мислам дека ова се многу паралелни процеси, ама мислам дека не може да градиш било каква идеја за политичка иднина која што е вклучувачка, ако не ги одучиш прво овие процеси, низ кои што неминовно сите сме поминале, дури ние жените. Апсолутно, не, мислам има и кај жените така вградена некоја мизогинија многу често, така многу жени го бранеа насилникот претходно, не верувајќи им на другите жени. Мислам, патриархатот е заебан. Не, пошто мислам дека тој мизогин пристап, тој има и многу себе омраза во него, пошто и ти, мислам, предпоставувам, не е многу лесно да се држиш на тие стандарди. Ти, окей, ајде ти да речеме грајндаш, правиш пари, ама може гледаш некој цело време прави поке пари од тебе. Тоа нема крај. Окей, билдаш, не знам, многу клецкаш, ама некој клецка поке од тебе. И тоа нема крај, тоа е дупка без дно, мислам. Многу е полесно да си задоволен, во смисла контент, ако живееш нешто поискрено наспроти некоја ваква автогенерирачка потреба, пошто не е потреба, никој нема не е потреба. поврзано со реалноста, као никош нема да бидеш Ендрю Тейт, мислам крајата е да бидеш Ендрю Тейт, ама и да сакаш да бидеш нема да бидеш, као статистички. Exactly, нема да бидете милиардери, така, значи не е вистинска потреба. Едноставно, не е вистинска потреба, не е тоа што ти треба тебе, не е тоа што те прави несреќен, дека имаш XYZ што ги направивме работите. Мислам стварно нема замена за вистинска конекција и
ќе вклучува сите луѓе од заедницата. Тоа. Тоа е тоа. За повеќе рецепти за среќен живот, Да, во да, следната да. епизода на Медузатокс. Не се шалам. За крај сакам можеби да го завршиме овој разговор со една моја лична дилема, мислам моја лична, валјда на секој втор човек во нашите кругови, ама мислам дека како сакам да го слушам и твојот став на оваа тема, како тоа нешто што мене многу ме тишти во вакви периоди кога станува малку погласна женската борба за правда, иако сам цело време си ја гласна, ама си има амплитуди зависно тоа што се случува општествено, е дека има одредени работи кои што ти мора да ги бараш од формалните институции, затоа што така сме организирани. Истовремено знаеме дека тоа се истите тие институции во кои што работат насилници, сексисти, кои што перпетуираат насилство и кои што практично се служат со насилство за да не дисциплинираат сите нас останати. Од друга страна, знаеш дека можеби да постапувала полицијата како што треба, Русица би била жива. И искрено ова се толку чудни моменти во женската борба кај што треба да бараш отчетност од институции кои што знаеш дека инхерентно не ја има твојата безбедност, слобода и слично како вредност. Мислам дека нашите неформални заедници не се доволно силни за да одговорат на овие предизвици, особено имајќи предвид дека многу често стварно жените се осеќаат дека и не само се осеќаат, него се оставени сами на себе во борбата за заштита. Така што ме интересира кои те ставате по ова прашање. Мислам, јас апсолутно не верувам во насилните институции кои го репродуцират насилството, како што кажа и ти, мислам, тие луѓе вработени што ќе ти земат тебе изјава, има големи шанси да се насилници. Самите мислам дека треба да се пријавува во полиција во најмала рака за да добиеме јасна слика колку е тоа неефикасно, мислам секогаш сметам, иако се согласувам со тебе дека не се доволно силни моментално нашите заедници да се справуваат со ова, мислам дека мора да се гради паралелна моќ, пошто јас стварно никогаш не очекувам дека и не мислам дека е возможно дека полицијата толку ќе се реформира за да биде институција која ќе некако ќе ги решава. Мислам, гледаме цело време и насилници кои некако речеме завршиле затвор. Сега некој немаше некое насилно дејство, не знам дали беше конкретно кон жена, дека некој што бил пуштен од затвор на викенд или whatever. Цело време сме бомбардирани со вести што не мислам дека системот вака поставен може било кога и со најидеалните луѓе може да го реши. Сметам дека мора да градиме посилни заедници, мора да оддолу нагоре да го решаваме проблемот. Стварно не мислам дека имат или некогаш ќе имат капацитет официјалните институции да се справат со ова правилно. Да, јас мислам во оваа форма како што се сега поставени. Затоа ми беше исто важно некако повторно да се вратиме на ова, затоа што некако се чувствувам малку и кога да сум досадна на темава, ама многу ми е важно луѓето да увидат на кои начини во нивните кругови постојат ови различни форми на насилство, затоа што постојат и зашто сите сме поминале низ некакви форми на насилство од некоја страна на приказната, и мислам дека толку сакаме да си кажеме и да веруваме за себе си, дека им веруваме на жртвите, дека ја правиме вистинската работа, а толку ретко тоа се случува во реалноста и толку ни е тешко да прифатиме дека некој човек што го сакаме или што ни е другарче и слично е способен да повреди жена, што во тој момент едноставно као забораваме тоа што сме си рекле дека во што веруваме. И затоа мислам дека е многу важно одново и одново ова да се повторува, затоа што ова е дел од сечи живот, као стварно не е таму некаде далеку, и мислам дека едноставно мора понекогаш да правиме ствари кои што не сакаме да ги правиме, кои што се непопуларни, кои што не ни носат социјални поени, баш напротив, направа да бидеме досадни, сморови, што и да е, али тоа може на некој онака буквално да го смени животот. Да. Има толку ситуации, мислам, сам вака си вртам низ главата, не знам, ќе видиш некој на концерт кај што замара
постави го телото во диск. Знаеш, ситни работи се имаме исто, значи имаме некоја моќ како мажи да во најмала рака да ескалираме нешто што се случува во моментот и покрај сите овие работи што ги зборавме сега, и мислам дека мора тоа да ни биде нас како мајндсетот, мора да го тргнеме од ако зборам за ова ќе ме неќат ќе дадат лајна за мене, то треба ова да го направам. Мислам дека мора тој свич да се направи кај што е можно поќе мажи, мислам пак за сите е поубаво. Буквално како ќе по реални врски, по не знам како да го продам поќе, мислам сварно онака како тоа. Нас. Не беше уврлив последниот пич. Не беше, веруваш ли ти во ова? Па не, мора да верваме, мора иначе треба да се отепаме. Са тоа или ќе верваш или да се откажеме, не знам. Мора да верваме, ако не верваме. Не знам колку е веројатно, ама мора да верувам дека е возможно. Мислам, има мислам дека беше од Девид Гребер еден цитат, као сме одлучиле ние ова системот да биде вака и да општествените односи да бидат вака, ние сме одлучиле да бидат така. Толку лесно и ние да одлучиме дека тоа ќе биде поинаку. Треба само ние сме во контрола, ние сме во системот, тие луѓе во институциите не се некои луѓе ентитети од надвор, тие се луѓе од улица, мислам. Јас не верувам дека овој систем може да се реформира, тоа е моја лична политика, идеолошки став, ама се почнува од нашите односи на најниско ниво. Против поголемите ствари ќе се бориме, ќе бидеме на улица, ама ако ние не можеме меѓу нас да се организираме како што сметаме дека светот треба да биде организиран, и ако се постави само на таа голема битка, тогаш ние веќе сме изгубиле, пошто така општеството и после револуцијата треба некако да биде организирано. И ако ние сме гомна, после тоа не е битно кој изам ќе биде претходно. Да, интересно хипотетичко сценарио, али мислам дека и тоа е една форма на иземање од одговорност за тоа кој е нашиот удел во тоа какви се нештата, затоа што мислам дека никогаш постоиме под толку голем притисок, што ни е многу полесно едноставно одредени работи да тргнеме од нашиот домен на одговорност и да се осеќаме дека треба едноставно некој друг да ни ги реши, али да знаеме дека не е така, као едноставно не може да замислуваш свет ако не може твоите релации да бидат налик тој свет. Токму така. Бојан, ајде мислам дека е доста. Да, доста. Фала ти за гостувањето. Колку? И топ. Чао! Чао.